Како луѓе без сенки, до тогаш ти и ја, како небо без звезди, до тогаш ти како луѓе без сенки. Здраво, драги гледачи, ова е емисијата Супер Звезда, а сега во знак на добро расположение и невиден амбиент и атмосфера, супер звездичките ќе ви мафнат. Како се мафтат? 3-4 мафтаме и праќаме многу бакнежи до сите оние гледачи кои ќе бидат заедно со нас во следните 60 минути и им ветуваме емисија каква што немало досега. Каква емисија се договоривме дека ќе биде ова? Топ! Зошто ќе биде топ емисијава? Затоа што ќе биде невидена. Ќе биде невидена затоа што имаме невиден гостин, драги гледачи, односно имаме гостин кој за прв пат ќе биде гостин денеска во Супер Звезда, а станува збор за една прекрасна женска. Ќе им кажеме ли кој ќе биде денеска гостин во Супер Звезда? Да! Ќе кажеме, драги гледачи, денеска ќе биде гостин во Супер Звезда популарната пејачка Дани! Денеска е Дани, специјален гостин во Супер Звезда. Вие останете со нас да видите за колку прекрасна особа станува збор. Одиме со рекламите, а веднаш потоа се враќаме овдека во разговор со Дани. 3-4 Како што ја најавивме, денеска специјален гостин во Супер Звезда е мега популарната една и единствена Дани. Дани, добре ни дојде во Супер Звезда, како се? Добро ве најдов, фала, одлично. Како се чувствуваш со волку многу дечиња? Премногу убаво. Фала ти многу, а како се чувствувате вие со Дани, дечки? Супер! Оние кои што имаат неодложна потреба да ја гушнат и да ја бацат, тоа нека го направат веднаш. Леле, колку многу љубов денеска во Супер Звезда. Леле, оставете ја да преживее, ќе ни треба до крајот на емисијата, договорено? Беше ли напорно да се издржува? Тоа е само енергија повеќе. Енергија повеќе. Да. Децата многу те сакаат, го приметуваш ли тоа? Да, и тоа е преубаво чувство на вистина кога те сакаат деца, тоа е премногу искрено и затоа дотолку повеќе е уште побаво. Да, денеска си во оваа емисија овдека гостинка по нивна иницијатива. Значи ние разговаравме кои пејачи ги сакаат, кои не ги сакаат, кои сакаат да бидат специјални гости. Ти беше прва на топ листата за 2008 година. И посебно ни е драго што си денеска овдека. Ќе разговараме на многу прашања, едно од она од кај што сакам да почнам, еве првото ќе го поставам јас. Ме интересира каква беше ти како дете? Јас како дете бев помалце темпераментна од тоа што сум денес. Значи бев малце мирна, фина, на мама, на тато, маза и така. Малце смирена. Ајде да видиме сега, имате ли спремни прашања? Ајде кој ќе го постави првото прашање? Еве, Ива, повели злато. Здраво, јас сум Ива Димитриевска и сакам да прашам Дани дали сакава животни. Дали кога беше мала сакаше животни? Многу сакав животни и се уште сакам животни. Моето најмилено животно е конј. Јавам коњи, многу ги сакам коњите. Да, ги обожавам коњите, да. Едно време многу често одев на хиподром, така и научив да јавам. Меѓутоа паднав, имав мала повреда, помалце ги оставив, меѓутоа љубовта према коњите се уште ми остана. Слонот од дивите животни ми е исто омилен. А инаку од тие што се чуваат по дома, кучето ми е онака стандард класика, домашно животно како најверен пријател на човекот ми онака ми е. Посебно. Супер. Браво. Вела дека оние кои што сакаат животни сакаат и луѓе. Точно ли е, дечиња? Значи сега откривме Дани каква била. Одиме со следното прашање, кој ќе постави сега прашање број 2. Ајде повели злато ти. Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање за Дани кога е родена и што е во хороскоп. Ајде да ни каже Дани, ќе ни открили што е во хороскоп и кога е родена? Јас сум родена на 4.6.79 година, значи во хороскоп сум близнак. Во хороскоп близнак. Хубаво ли е да се биде близнак? Кој е друг близнак овдека да видам? Значи има уште еден близнак. Хубаво ли е да се биде близнак? Супер, па ја многу си го сакам мојот знак. Какви се близнаците? Зашто многу ми навела дека близнаците се као дволични, па не знам, непостојани и така натаму, меѓутоа јас не го делам нивното мислење, сепак мислам дека во секој човек има две лица. Значи не мора да значи дека е добар и лош, едноставно две лица на тажен, среќен, возбудлив, смирен и така натаму. Така да многу си го сакам знакот, премногу ми е убав. Уметноста тука нешто збрчкала прсти, така да
Во тоа случај гледаме дека значи близнаците се љубави и успешни. Така. Ете ги двете лица на Дани. Голем аплауз за близнакот Дани. Браво. А одиме сега да видиме со следното прашање ќе поставиш ти, Злато, може? Повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана Марија Таневска и сакам да прашам Дани каде учела. Така. Каде учеше ти основна школа? Основна школа уче во 11 октомври. Има ли тука некој што уче во 11 октомври? Имаме во 11 октомври. Деја е тука и Маја учи во 11 октомври. Супер. Така да и денес мојот син учи во 11 октомври, така ја продолжуваме традицијата во нашето убаво, мило 11 октомври. Така, памтиш ли некоја случка од тамо на училиште порано што ти си имал интересно случајно? Па, што ја знам, моето детство, ствари од прво до 8 оделение, беше навистина многу мирно. Бев воспитана, културна, мила, со наставниците секогаш во ред, никогаш немаше никаков проблем. Голема пасија ми беше хорот и спортот. Тогаш играв кошарка, нешто као се фалирав. Нешто, меѓутоа хорот од секогаш ми беше од прво до 8 оделение, онака постојана желба и потреба. Каков ученик беше ти кога беше во основна школа? Одличен. Сите петки? Сите петки. Да гледате, дечки, како се стане звезда на MTV, а? Браво, мора да се учи, аплауз уште еден за Дани. Супер. И вие ли имате петки? Да! Како мене, исто така? Да! Браво, бе, супер звезди. Сега еден аплауз за вас. Аплауз за супер звезди, за самите себе, мора. Ајде, следно прашање, има ли некој? Да видиме кој има прашање. Ајде, Тео. Здраве, јас сум Теодор, сакам да прашам Дани која е првата љубов? Прекрасно прашање. Дани, се сеќаваш ли си на твојата прва љубов? Па, кој не се сеќава? Првата љубов останува во сеќавањата до крајот на нашиот живот. Мојата прва љубов беше во градинка, значи на мои 4-5 години најверојатно. Се вика Стојан. И нашата љубов се состоеше од држање за раце, вака се државме за рачиња и јас цветав. Бев од уво до уво насмејана. Ако се уште живее у државава, ако е оженет или не знам што му се случува, јас му посакувам се најдобро и го поздравувам. Стојан. Да умапнеме на Столе. Столе! Чао, Столе, да си жив и здрав, да бидеш добар, весел, среќен. Гледаш у какви спомени си запишан. Ќе живееш вечно, Столе. Столе. Поздрав. Одиме понатака со прашање, може? Ангела, повели, Злато, ти. Здраво, јас сум Ангела и сакам да прашам Дани кога е бил првиот настап и на колку години? Супер. Кажа дека одеше во хор во основно училиште. И кога го направи првиот твој настап? Значи, до 8 оделение одев во хор и тоа беше јавен настап, мислам групен настап, така да не го рачунам како соло. Првиот мој настап беше во втора година средна школа и тоа на патронат во школа. Значи, тогаш прв пат застанав пред публика и тоа пред професори, пред директорот и сите познати луѓе пред кои моравме да бидеме, да се покажеме и докажеме колку ние знаеме. И јас излегов, отпеав една странска песна, не се сеќавам која, мислам дека беше од Шинето Конот, Nothing Compares to You, и мојата професорка по македонски јазик почна да плаче и од тогаш од двојка, тогаш на крајот на годината имав четворка. Браво, браво, Дани. Значи, одлично отпеано, а? Одлично. Уште во втора средно, супер. Имам уште прашања. Кој ќе го постави следното прашање? Ајде ти, кукло најубава. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Ана Кипровска, сакам да прашам Дани каква облека најмногу сака да носи. Супер прашање, Дани. Каква облека сакаш да носиш? Па во принцип носам спортска облека која е комотна, која е пријатна за носење, обично памучна. Патики обавезно, фармерки се исто секојдневен дел од мојата гардероба, кожна јакна, евентуално мајци, ништо посебно, значи најнормално, обично, како и сите луѓе. Инаку за на сцена, Дани, каква гардероба сакаш да носиш? Па сакам да оставам впечаток на своја личност, така да многу се трудам да тоа што го носам надвор биде фино ускладено со тоа што го носам и на сцена. Значи, не можам да се појавам во патики, меѓутоа фармерките се исто дел од мојата секојдневна гардероба и на сцена. Во комбинација со нешто
така, малце повпечатливо, нешто што одговара и на сцена. Фала ти, Дани, многу. Имаме уште многу прашања. Да видам кои има уште прашања. Имаме многу прашања, но пред тоа ќе направиме една кратка пауза. Потоа овдека се враќаме во разговор со Дани повторно овде во игротеката Be Happy. Правиме пауза? Да! Пауза, драги гледачи. За оние кои малку подоцна се вклучија, специјален гостин во Супер Звезда, денеска е мега популарната пејачка Дани. Дани, како се чувствуваш денеска? Одлично. Ваква емисија немало, нели? Не. Како што најави почетокот, ние со Супер Звездите имавме интервју и топ личност за 2008 година. Они кажа дека си ти и сакаа да бидеш дел од нашата емисија и фала ти многу што дојде да ни дадеш едно интервју. Задоволството е мое. Одлично, фала. Ајде сега, дечки, имаме ли прашања спремни? Оваа страна имаме прашања спремни? Ајде, 3-4 одиме со првото прашање, се договоривме Марин дека ќе го постави. Кое беше твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Марин Ставинковски, сакам да прашам Дани дали свири инструмент. Дани, си свирала ли некогаш на нешто? Сега во моментов свирам, односно се учам да свирам на гитара и многу добро ми оди. Да, оди добро. Да, оди. Добар инструмент ли е гитара? Па во моите песни гитарата е најзастапен инструмент, така да од секогаш сум ја сакала како звук и како инструмент. И така сакав да почнам да видам како ќе се снајдам во тоа и добро е. Не е чудо во една од следните песни да видиме да освириш сама. Па не е чудо, да. Не е чудо, да, ти посакувам се најдобро со гитара, а Марин рече дека има учено до сега? Клавир. Како ти оди? Уште учиш? Како ти оди клавирот? Добро. Убав ли е инструмент да се свири клавир? Да. Веќе го свириш добро? Да. Тогаш ќе искомпонира една песна за Дани, да направиме и комбинација гитара, клавир, ќе направиме некое чудо. Одиме понатаму, следно прашање ќе постои кој? Оваа женска овдека, Ива, повели. Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам Дани како си помина на MTV Адрија во Минхен. Во Минхен или Берлин? Каде беше, Минхен или Берлин? Во Минхен тоа беа европските музички награди, кои се одржаа оваа година во Минхен. Јас како представник на Адрија регионот бев номинирана во категоријата New Sounds of Europe и на жалост не победив. Меѓутоа сепак за мене е огромна чест и задоволство што воопшто присуствував, што воопшто бев номинирана во една таква категорија која за прв пат беше воведена оваа година. Мило за тоа што цела Европа, односно целиот музички свет, не само од Европа, него и од светот, присуствува на таа музичка манифестација, која е најголема музичка манифестација воопшто што се одржува за овој ранг на музика. Фала ти за прекрасниот одговор. Супер тешко ли е да се стигне до MTV, Дани? Па не знам, за мене тоа се случи спонтано, неочекувано. И не знам, за мене беше некако лесно, меѓутоа не можам да дефинирам што е лесно, а што е тешко, едноставно треба коцките да се наместат на своје место, треба кога мозаикот ќе си дојде онака, тогаш мислам дека се е возможно. Благодарам за екстра прекрасниот одговор. Следно прашање, Злато, ти. Ајде да видиме 3-4 кој е твоето прашање. Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање за Дани е кој се грижи за незиниот стајлинг? Дани, за тоа стајлинг кој се грижи? Па вака, немам одредена куќа или бутик или не знам што се грижи за мојот стајлинг. Морам да кажам дека не ни сакам баш некој да има одговорен за тоа, затоа што тоа веќе нема да бидам јас, туку ќе бидат они преку мене, а јас и преку музиката што ја пеам, веќе добро знаете дека е поп-рок, значи е нешто својствено, нешто што те отсликува сами од себе, за да си јас го изразам својот карактер и својата личност преку гардеробата, би сакала јас да имам удел во тоа што го носам и начинот на кој што се средувам, коса, шминка и не знам што, така да не викам дека немам помош, меѓутоа сепак јас одлучувам што ќе облечам во зависност од тоа како се чувствувам, не зависно дали се работи за не знам колкава огромна манифестација која захтева хаљини и не знам што. Воопшто не ми е битно, битно е моето расположение и мојот начин на изразување. Браво бе, Дани, да пукне бе, Дани, бе, супер. Ете така,
Јасна, повели Злато, кој е твоето прашање за Дани? Моето прашање за Дани е кога првпат јавно настапила својата прва песна. Така. Со која прва песна ти првпат јавно настапи, Дани? Првата моја, значи авторска песна, беше 99-та година на Макфест. Само ти ми требаш. Значи 99-та година, во тоа време колку години имаше ти? Па на мои 20 години. Како дојде до идеја да настапиш на Макфест? Имаше ти желба да се пријави некој? Кој тебе те натера во суштина? Едноставно да се пријавиш на Макфест? Па како беше сега, точно не се сеќавам, меѓутоа знам дека од секогаш ми беше желба јавно да настапам со песна. И случајно се сретнав со Валентино Скендеровски, се запознав, кажав која сум, што сум, како сум, ми понуди песна, нормално ја прифатив и таа песна беше еден од хитовите таа година, што мислам дека и ден денес се уште се слуша. Денес как имаме шанса да видиме за прв пат нешто премиерно во Супер Звезда, да ни донесе подготви некои слики на кои што се наоѓа и онаа првата слика од Макфест, значи првиот настап 99-та година, но пред тоа да видиме каква била Дани како дете, сакате ли? Каква беше Дани ти кога беше дете? Мала, ситна, бушава, со големи очи. Ајде да видиме каква е таа мала, бушава и ситна со големи очи. Ви се допаѓа, Дани? Еве ја гледате, значи ова е на сликана некаде од прилика 80-тите години, така доаѓа? Така некако, да, тука немам повеќе од 3 години. Овде каде си сликана, Дани? Во јасли. Ова е во градинката, значи. Градинка, да. Пред градинка, значи Уште со пелени се. Уште со пелени се. Тука имаш 2-3 годинки, така некаде. Така, некако најмногу. Очите плави. В тоа време си ги задржала до ден денес, значи супер, да, одиме сега понатака да видиме втората фотографија. Втората фотографија е на некои 10 години, од прилика. Дани на 10 години плива. Пливам, да. Многу сакав вода и се уште сакам. Многу сакам да пливам. И ама тогаш нели не знаев да пливам, па ете тука во плиткото се брчкам и со модрици си одев долу. Шо камења и така да. Така, одиме понатаму да видиме следната фотографија. Сега дечки, шо гледате овдека? Дани во народна носија. Зошо е Дани во народна носија? Да, игрорна. Игрорна ли одеше Дани? Да, тоа е исто дел од моето детство и од тинеџерските години. Играорка бев 20 години од прилика. Остави голем белег во моето детство, мислам, многу убави спомени пред се, затоа што покрај тоа што игравме и се дружевме, шетавме низ светот. И така се дружевме. Едноставно тоа е нешто што не се заборава и имам другари кои ќе ги памтам, кои ќе останат за цел живот преку таа игра. Морам да ти кажам дека многу убаво ти стои народна носија. Ама стварно искрено не гледате дечки? Убаво и стои. Браво, аплауз за Дани, еден аплауз. Каков момент ова? Ова е момент, значи ова е фотографија во Сицилија кога бевме, не се сеќавам која година точно, меѓутоа знам дека имам некои 16-17 години. Ја представував Македонија како убава играорка од Македонија. Значи имаше таму од многу зимји и јас ја представував нашата зимја. Шо убаво си не представила, бе уште еден аплауз, дупли аплауз, репете аплауз, драги гледачи. Ова, каде е ова, дечки? Ова е првиот настап на Макфест, 99-та година. Браво. Со Само ти ми требаш. Да ви текнува ли песната Само ти ми требаш? Кој знае да отпее? Само ти ми требаш. Како беше? Така ли беше? Значи ова е Дани на Макфест 99-та година. Како си помина тогаш таму? Многу, тоа беше прво искуство за мене на фестивал и воопшто јавно пеење, со тоа што пеевме на плебек и така малце бев по-смирена. Имав преубави коментари, преубави критики од новинарите и воопшто од публиката во Штип и така ми остави еден многу убав печаток и поголем мотив за понатаму уште повеќе да се трудам и вложувам во себе за да бидам денес ова што сум. Тоа беше прв и последен твој настап на Макфест? Не. Имаш и понатаму настапуване? Да, имам и понатаму настапуване. Не знам, така Макфест ми остана драг и мил. Без оглед на тоа што се збори, сепак тој фестивал на мене ми е стварно еден од омилените. И мене ми е. Имала, да. И мене ми е топ фестивал е Макфест, така ли?
Аплауз за Макфест, да ги поздравиме нашите пријатели, нашите другари од Макфест. Па ние уствари и тоа се трудиме преку Супер Звезда да бидеме сега добри пејачи и кога ќе пораснеме еден ден да одиме каде на Макфест! а не да одиме на фолк. Така, ние овдека сме забавни пејачи и не пееме народно. Ете, така и Дани направи, нели? Пее Дани народно време на време. Па народно, мислам со ова сега што ви кажав дека бев играурка 20 години, сепак фолклорот е нешто што сите ние си го имаме во себе, тоа е наше минато, наша традиција која не смееме да ја изоставиме, наше фолклорно богатство. Со тоа треба да се фалиме надвор од нашава земја, дека ние сме земја со огромно, богато минато. Така да јас многу си ги сакам, многу си ги сакам старите изворни фолклорни песни. Тоа се навистина преубави песни кои оставиле белек во минатото. Меѓутоа, ова денес што се нарекува ново компонирани турбо фолк, тоа навистина не го почитувам воопшто и го забранувам. Така, забрането, а? Забрането. Ајде сега да видиме тоа последен настап на Макфест, каде е таа фотографија? Настап беше нели сега, мислам последен сега за сега, исто на Макфест со песната Најдобра. Најдобра до сега, да. За која добив 2 награди, втора награда и за интерпретација. Ви се допаѓа Дани овде, дечки? Да. Кој сака да биде како Дани кој ќе порасне да видам? И што ќе правите ви кој ќе пораснете, кој ќе бидете како Дани? Пееме! Кај ќе пеете на? Макфест! И на MTV. И на MTV. Супер, браво. Добро, значи ќе покажам песните слики, видовме така една кратка ретроспектива од Дани од дете до последниот настап на Макфест. Сега ќе направиме мала пауза, договорено? А потоа одиме со нова рунда преговори, нова рунда прашања за Дани. Правиме пауза, тек. Денеска во Супер Звезда, како што најавивме претходно, специјален гостин е Дани. Дани, добре, дојде вака уште еднаш, гостинка од тебе сме немале. Стварно? Па вистински сме немале, дечки сме имале ли гостинка од Дани? Втора рунда гушкање и бацување, 3-4, ле. Ке преживееме ли до крајот на емисијата? Одиме понатаму. Спремивме за Дани многу прашања. Подготвена ли си пак да ни одговориш? Нормално. На оној дел кој што остана така за крај. Ајде, следен наред кој е? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана Марија Тановска и сакам да прашам Дани од која е најомилена песна? Ајде да видиме, Дани, имаш ли твоја најомилена песна? Од моите песни, така? Од твоите песни, да. Која е твоја најомилена твоја песна? Па не можам да кажам дека имам една омилена песна меѓу моите, затоа што сите се работени од срце, сите се за сите подеднакво сум се спремала, за сите подеднаква енергија сум дала и сум се потрудила да тоа излезе онака од душа, за да се осети таа енергија и флуид што ја носи таа песна. Така да сите ми се омилени, меѓутоа секоја песна кај одредени луѓе остава посебен впечаток. Најмногу до сега имам добиено силни впечатоци од Црвени дождови и Срце 2. Така да можам да кажам на луѓето кои ми се омилени, меѓутоа за мене сите се тие парче дел од себе. Ме интересира како се прави една твоја песна, како се креира, како се создава? Па мојот музички тим веќе е стандарден, Весна Малинова и Дарко Тасев, со кои многу добро се знаеме, функционираме, сме лични пријатели, се познаваме, они ги знаат моите музички квалитети, моите можности, амбиции, мотиви и желби, исто како што и јас нив. Така да една песна доаѓа од инспирација, независно дали од Весна или од Дарко, или од мој момент, дел од животот или од нивни. Најчесто се мотивираат преку моите приватни или не знам било какви моменти. Така да Весна или Дарко би ја пишуваат песната, односно музиката, потоа текстот се создава исто на тој начин, значи преку инспирација или не знам некакви доживувања. Тоа што они ќе го направат мене од секогаш ми се допаѓа и онда одиме во студио, го снимаме тоа и излегува тоа што видимо. Фала многу. Одиме понатаму, следно што ќе постави прашање кој?
Оваа женска повелива. Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам Дани дали е напорно да се биде пејач. Така, да ни кажа дека некогаш патуваш, значи во еден ден одиш на 2 концерта. Предпоставам дека е напорно, ама еве ти ќе ми кажеш, дали е напорно да се биде пејач? Па, се што е добро си има и своји негативни страни и обратно. Значи, понекогаш навистина е премногу напорно и си викам, ми треба еден месец одмор на планина, без луѓе, само јас и сонцето и ветерот и ништо друго. Меѓутоа, тоа што си пејач си има и своји добри страни. Една од подобрите е тоа што се исполнуваш сам себе, односно се реализираш, се осеќаш задоволен со тоа што го работиш, комуницираш со луѓе, со искрени луѓе, имаш искрен пристап кон луѓето и не знам, правиш некое добро кое ќе остане запаметено и ќе остане во архивата на македонската музичка сцена, што е навистина голема работа. Многу. Понатаму одиме со прашањата. Кој има подготвено прашање? Овој шизик овде. Теодор повели? Здраве, сум Теодор, сакам да ја прашам Дани дали оваа година ќе настапува на Евровизија. Така, Дани, ќе настапуваш ли на Евровизија оваа година? Како испадна? Шо испадна со Евровизијата? Јас заборев. Некако кај нас традиција стана секоја година за Евровизија да се случуваат некои небулозни или некои работи кои воопшто не прилегаат на една музичка манифестација. Јас, мојот став кон Евровизија е малце по-негативен. Значи, не се ни пријавив оваа година, не се пријавувам уназад, веќе долго години. Од проста причина што Евровизија за мене и мислам дека за поголемиот дел од Европа не е така огромна и квалитетна музичка манифестација како што кај нас се смета и се прикажува, така да мислам дека за Евровизија треба да се пратат пејачи кои се помалце знаени, односно по неискусни пејачи кои треба искуството да се го испржат там, а не квалитетни пејачи па да се тепаме кој е подобар за да отиде и така натаму, така да мене не ми е баш Евровизија по кејф. Прекрасен одговор. Може да кажам ја 2 збора? Може. Правиме пауза. Популарната една и единствена и мега звезда Дани, денеска е гостин супер звезда, многу прашања имаме до неа, значи ова е и последниот блок на разговор со неа. Оваа згодна женска што се вика Сара има едно прашање. Сара, кој беше твоето прашање? Моето прашање за Дани е дали таа има некоја неостварена желба. Дани, ти се остварија ли сите желби или има уште некоја што не е остварена? Па, желби секогаш има и треба да има желби за да имаме мотив за работа. Дали не знам. Имам многу желби, некои се мегаломански, некои се толку ситни, меѓутоа вообичаено не се кажуваат, не за да се исполнат. Да, така е. Може ли ние некој да те исполниме? Може, да, ќе ви кажам после на крај. На крај, добро, ќе биде поврзан пак со гушкање нешто? Тука некако. Гушкање, нешто слично важи. Одиме понатаму следно прашање, кој има спремно да видам 3-4. Ајде, ти, Бане. Повели, кој е твоето прашање? Јас сум Бане и сакам да ја прашам Дани дали има автобиографска песна. Така, Дани, имаш ли ти некоја автобиографска песна? Нешто баш за тебе, за твојот живот, за некој период од животот, за нешто? Мојата авторка и воедно текстописец Весна Малинова многу често знае во моите песни да напише и нешто што навистина се однесува на мене и на мојот живот. Така да, ако направам една ретроспектива наназад, во сите мои песни мислам дека има по 2-3 стиха кои, не мислам, него сигурно сум, дека има по 2-3 стиха кои навистина го отсликуваат моменталниот тогашен мој живот. Така да, во секоја песна се наоѓам себе си. Што е многу прекрасно. Фала за убавиот одговор. Ти, кукло една, што ќе ги вадиш очите со 2 прста на Дани, кажи ми, злото, кој е твоето прашање за неја? Ево, јас сум Ана Кипровска, сакам да прашам Дани каде најчесто настапува. Каде Дани најчесто настапува? Баш е убаво прашање. Има ли некој место каде што повеќе пати многу често Дани настапува? Токму таму? Порано, односно пред 2 години, настапував многу често во Маракана, секоја сабота, меѓутоа таа беше одамна. Сега во овој период, значи
не знам, сум настапувала на секаде низ цела Македонија, во сите поголеми клубови и нормално таму каде што ќе оставиш добар впечаток, те викаат повторно назад и можам да се пофалам дека на сите места кај што сум била секогаш сум се вратила повторпат. Ајде сега да видиме следно прашање ќе постави Ангела Дзирно, таму Ангела, повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ангела и сакам да ја прашам Дани кој е незиниот најомилен настап од незината музичка кариера. Дани, кој ти беше најомилен настап? Стварно има ли некој тако? Па има повеќе, меѓутоа еве сега ќе го издвојам Скопски фестивал 2000-та година, каде што ја пеев песната Сите драги луѓе, тогаш бев бремена, 3-ти месец, бев така малце поемотивна и текстот за песната Сите драги луѓе зборуваше за сите мои драги пријатели кои си го бираат својот пат, се пронаоѓаат и секој си има свој пат и некако премногу така емотивно ја доживев и за таа песна исто добив награда за интерпретација. Една меѓу повеќе. Браво, ете Скопски фестивал, шо голема работа сврши, видовте, Браво. Теодора, ти? Здраво, јас сум Теодора Кибровски, сакам да ја прашам Дани какво е чувството да се биде на сцена. Дани, дали може да се опише чувството на сцена? Има ли збори што може да го опишат тоа? Па мислам дека си што и да кажам, дека наистина не може да се осети или да се прими тоа што наистина се чувствува. Според мене, без разлика дали пеам пред 5000 публика или пред тројца луѓе, многу е битно таму каде што стојам и тоа што го правам. Значи, не знам, чувството е неописливо, се работи за нешто што сакаш и тоа што чувствуваш да го изразиш и да го пренесеш на другите луѓе. Кога осеќаш дека реакцијата е повратна и дека постои заедничка размена на енергија, тоа е тоа. Токму тоа, фала. Марин чека од преска со крената рака во воздух да го постави. Кое прашање, Мари? Здраво, јас сум Марин Ставенковски, сакам да прашам Дани кога ќе испадне вториот албум. Дани, ќе имам ли втор албум од тебе наскоро? Да, ево, баш сме во подготовки на вториот албум, веќе се снимени 3 песни, го работиме премногу ентузијастички, премногу веруваме во него, јас и мојот тим Весна Малинова и Дарко Тасев, премногу веруваме во тоа што го работиме, затоа што навистина овие песни што сега они ги направија за мене, се сосема различни, се премногу живи, премногу енергични и ќе бидат работени со жив бенд, ќе бидат снимени, така да ова е нешто што навистина ќе се разликува од претходниот албум, но секако ќе опфаќа публиката од 7 до 77 како и претходно. Еве, Доријан има прашање, Доки, повели злато твоето прашање? Дали некогаш кога настапувала некои концерти и се случило да има резил? Да се случи, значи нешто не сакано, некој резил. Дани, имало ли некоја таква ситуација? Да, до сега се случило 2 пати, тоа е истото нешто. Значи, првиот мој резил што се случил беше на сајм, на сајмиште на она, како се казва деца? Екшн парк? Во Екшн парк, да, кога се отвараше Екшн парк, пеев тогаш, имаше една голема бина, Марко најавуваше, оддај побрзе, и така не увајќаме, Дани, ајде сега нашата дърмар Дани, и јас од позади помеѓу гужвата, трчајки, се качив на бината и се испружив, како да не речам крава, се испружив вака доле на цела бина. Луѓето не знаеа дали да се смеат или да ми помогнат да станам, беше многу без везе, многу лошо се осеќам, ама нема везе, така да вториот пат кога се испружив исто така на бина ми беше многу полесно, веќе почнав да се зезам за тоа и така. Сега веќе нема проблем да паднам и по 3-ти пат. Нема врска. Веќе е извежбано, веќе е навежбано, се знае како и што да се изреагира во тие моменти. Сепак да, гледате дечиња дека не е едноставно да се биде пејач, дека се случуваат и такви несакани моменти. Сепак да видиме имаме ли уште прашања овдека? Овие две женски креваат рака. Барбара, кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Барбара Попович. Сакам да ја прашам да Дани дали сака да пее на Супер звезда како гостин. Така. Ајде видиме дали на Супер звезда сакаш да пееш како гостин. Гледаш каква покана има дечиња од овде. Тоа мене ќе ми се тресат рацете на вистина, ако тоа го побарате од мене и ме поканите, јас сум огромно задоволство. Значи, да дојдеме најдобриот пеач меѓу вакви пеачишта, значи на Супер звезда. Ја сакате ли Дани да биде со нас во Супер звезда?
За што ќе ја тераме да ни пее? За прва љубов? За симпатија? За лектира? За школа? За што? За што? За прва љубов. Ајде ќе смислиме ние песна во меѓувреме. Тука е некаде и крајот на овој разговор. Освен уште едно прашање, јасно што требаше да го постави. Така ли е јасно? Повели Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е дали има некоја препорака за сите деца? Прекрасно, ева и за крај баш испадна она најубава како прашање. Дани, имаш ли нека порака за дечината? Што тие треба да направат за да бидат успешни како што си ти? Најнапред мислам дека треба да си ги слушаат своите родители, многу да ги слушаат своите родители, затоа што им мислат најдобро, да бидат паметни, да јадат, да витамини, значи да бидат здрави, да пијат млеко, да пијат млеко и се она што мама и тато ќе им дадат, нормално да учат, затоа што само така ќе ги постигнат и ќе ги остварат сите своји желби. Фала за прекрасната порака. Сега дечиња, кажете ми како си поминавте со Дани? Значи, дали ова беше топ емисија како што видевме на почетокот? Се случила ли ваква емисија до сега? Каква женска е Дани, да им кажеме на гледачите да знаат? И сега за крај ќе им мафнеме нашите драги гледачи. Ќе им се заблагодариме што беа заедно со нас во оваа емисија. Ќе се заблагодариме на Дани што беше гостинка. Фала ти што беше дел од Супер Звезда и посакувам се најдобро во скора и подалечна иднина. Фала многу и на вас, фала на поканата, бидете добри, такви какви што се и продолжете понатаму. Фала ти многу, Дани. За крај може слободно да се гушнеме и бациме. Чао, 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 чао. До гледање. Пријатно. Како луѓе без сенки, до тогаш ти и ја, како небо без звезди, до тогаш ти и ја, како луѓе без сенки. Лечат по мене, сите грижи, сите мудроsti од кои бегаме. Како сенки се лечат по мене, сите грижи, сите мудроsti од кои бегаме. Леат солзи, леат дождови над овој град.
Nije dvajca, ta čekam znak. Nebo nad mene da se otvori, kaj da mi pokaže. Nebo nad mene da se otvori, sila njegova da mi dade. Nebo nad mene da se otvori, kaj da mir da mi pokaže.